Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Залади малку време, почнавме повторно гости да каниме во студио, не дека амбиентот ни е непријатен, напротив, ама некако сите клапна. Никола Александров Ристевски, повторно си гостин овде кај мене, ти благодарам. Сега е можеби најинтересно време за луѓе во пост-корона. Малку е проблем да се излезе од држава и сега бараат места каде да одат, што да одат. Македонија станува се поинтересна. Со децении имавме впечаток дека освен Охрид, Дојран, Преспа и немаме што да видиме. Со твоите гостувања веќе се освестивме дека Македонија има таква спектакуларна, продуховена екзотика, како што стварно ние само ни требаше малку некои очи да ни отвори, дека не е се во лежалки, гиро и солена вода. Има навистина работи кои што можеш и да се одмориш, за оние што сакаат малку поактивно. Ти им нудеше низ мојава емисија интересни места, локации, па и некои групни екскурзии за такво нешто. Но знаеш како, мене сега сакам да сублимирам се од оние твои гостувања. Прво, ме интересира што тебе те кликнува на Сабајле да станеш и да функционираш. Зошто го правиш тоа што го правиш? Што те мотивира? Благодарам за воведот. Живи здрави, мило ми е баш што ово четврто гостување ќе можеме да направиме ретроспекција која што спомне на се до сега. Прекрасно прашање. Оно на Сабајле што ме мотивира? Сонцето Јанко. Сонцето како животворна енергија и оно што го дава, кога сонце дури да е облачна светлината од сонцето која ќе ја видам напред, ме потсетува на таа животворна сила секој од нас и на таа животворна сила што ги одржала и нашите предци, за кои што сепак се надеваме дека ќе ги одржи идните генерации. Секој нов ден е нова борба, нова шанса, нова можност за доброто да го победи злото и и би ноќ и видов дека е лошо и би ден и видов дека е добро. И во денот ни е дадено особено тие првите утрински сати, најубавите текстови кои што сум ги напишал точно во бели мугри, на бела зора, на изгреј сонце. Тие првите утрински сати се и посебно првиот час од сонцето, од изгревањето на сонцето, кога нема штетни UV зраци. И се тој природата е мирна и баш се буди и населените места се буди, е баш времето кога човек може таа акумулирана енергија одморена од ноќта да ја проектира правилно, не само краткорочно за воденот, туку и за да му одговара тоа за долги стази. Кој што сме спомнали кај мене во Овче поле, во Свети Николе, градот на Свети Никола, е регион со еден од најмногу сончеви часови во државата. Сонцето е постојано таму, па ме потсетува на сите стари култови верувања и таа животворна сила ми дава верба и надеж дека еден ден навистина ќе огрее нашата бела зора и новото сонце на слободата и дека нема се да оди деструктивно како сега, туку дека можеби и нашата генерација ќе дочека све ова да си дојде до својот амбис за да почне создавањето и кокреацијата одново да се создава, затоа што сведочиме дека светот околу нас, зборувавме за тоа во претходните емисии, се е веќе премногу конзуматорски, материјалистичко и се тоа, но постои една друга убавина на животот која што навистина ниту едни пари ни ништо тоа нема да ја купат и баш и нели пред ова зборевме за страшниот горе. Нема играње со виша сила, тоа што ни е дадено како потенцијал не треба да бегаме од тоа, па тоа е мојата звезда водилка и лајт мотивот. Вербата во денот и надежта за подобро утре. Фокусиран си на твојот крај, Овче поле, Свети Николе. И мислам дека никој досега на едно општо мнение како премрежение, како затемнување, дека е освен пољана за пасење овци, ништо друго. Даде едно ново сосема светло со зборниците, со истражувањето, каде што ни покажа дека то како има многу работи. Да не збориме од геоглифот и така натаму. Самиот факт дека ние имаме град по име Свети Никола, ја не знам, постои ли друг град кој носи име на светител со неговата титула? Нели, обично кај нас, знаеш како, Кирил и Методи, па и ким го симнат ореолот. Они се свети Кирил и Методи. Никола не е Никола, он е Свети Никола и тоа веќе го прави различен. Постои ли нешто друго што ние познаваме, освен Свети Николе, со таков презнак Сент Џорџ, Сент Мајкл или слично?
Дали имаш сознание? Да, доколку се направи конкретно за топонимот Свети Никола, имам повеќе населени места во светот, во целиот свет кои што го носат името Свети Никола. Конкретно Свети Никола. Но споменавме, пак ќе го кажеме тоа и важно е како информација Значи да се има знае. други градови Има, што населени места кои баш онака се посветени на конкретен светител. Да, кога бев пред 11 години веќе имав прилика во Бари да одам кај што се моштите на Свети Никола, музејот Никола Јано, огромна црква, има музеј таму се тоа. И надвор имаше како список на сите Saint Nicholas places around the world. Excellent. Да, имате и на вебсайт го има тоа, може да се види, но во Република Македонија, за воља на вестината, Свети Никола е единствениот град со име на светец. До 1945 според официјалните документи турски, српски, бугарски, но и германски, австрийски мапи, амерички мапи и т.н. Името на градот било Свети Никола. После 45-та е смена, 45-та веќе е сменето во Свети Николе. Според некои стари книги, дали тоа му е омаловажува вредноста? Да, тоа доаѓа од српски град Светог Николе. Свети Николе. Тоа доаѓа од српски град Светог Николе. Браво. И сега ќе направиме една паралела, како една предпоставка, не го тврдам ова, можеби во 45-та на уредувањето општествено не одговарало да има град со име на светец во државата. Па затоа од Свети Никола е сменето во Свети Николе, како што спомнавме, не знам, во втората... Нешто поише како демонитив да звучи, Као за детенце. Па баш така, баш така. Ке те запрам. Ке дојде, ке имаш повторна шанса, сигурно, мислам, ке искористиш за Свети Никола да ни збориш за местото Свети. Можеме да го викаме Свети Никола? Дај Боже, сите го викате Свети Никола, сполајте. Свети Велес, па да му го... Нели се навикна на Тито Велес, Велес име Штуро, па еве Свети Велес. Ама нема некој светител Велес. Се шегувам. Од каде можеме да почнеме приказната за Овче поле, за Свети Николе, за геоглифот? Од каде во твоето копање археолошко, историско, архивско, кои се првите знаци за некаква цивилизација, продуховена, технолошка, било каква во тие краишта? Ќе започнам со она што е познато како нешто најстаро. Пред 4-5 години археолозите од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, заедно со соработка со италијански археолози, потврдија постоење на палеолитска станица во Овче поле, за која што велат дека народ таму живеел од 40.000 до не знам 100.000 години пред нашата ера. Значи палеолитот во Овче поле е потврден. Неолит и други, не е само Узон Мера кај Мустафино кој што го спомнав, туку имаме и други археолошки локалитети од палеолитот. Овче поле е лулката на неолитот, на раниот неолит. И можеме слободно го спомнеме потопот, 12.000 години пред наша ера. Потопот, кој што нели познато е во науката дека околу 12.000 години пред нашата ера имало потоп. Денешната наука пример за редени камења или познат шејтан дувари или ѓаволски зидот кај нас, новата наука вели дека е природна формација која што се создала токму тогаш за време на таа катаклизма и потоп и така натаму. Во Овче поле се наоѓаат Рукбаир, Алиндол, Рукбаир кај Горобинци, Алиндол кај Немајинци, Барутница кај Амзабегово. Тука ни се во близина, Вршник кај Таренци. Не е многу далеко ни географски кој ќе видиш и говорливо тука Скопска Црна Гора и сето. Сето тоа е па и некај Кочани натаму, и некај Дојране неолит. Некаков централен дел на Македонија. Да, сето тоа е како слушаме упорно пропаганда за винчанска цивилизација и тана, но локалитетите кај нас за воља на вистината се, например, ако ги споредам со Лепенски вир и Винчево, Србија се и постари од тоа. Ако го земеме Клјосов, истражувањата на Клјосов генетските, тој потврди дека цивилизацијата од тоа време, 10.000 до 4.000 години пред наша ера, од овде отишла нагоре, па потоа се вратила назад. Дека овде е почетокот на таа ариевска раса, што се нарекува, што е погрешно представена во периодот околу Втората светска војна и тана преку обиди за пропаганда. Освен неолитот во Овче поле, имаме прекрасна антика. Остани на неолитот уште малку. Кажи ми, сега археолошки можам како на археолог да ти поставам прашање? Јас не сум археолог, не туку сум менаџер на културно наследство и слободно можете да ме прашате. Вака, до која длабочина се наоѓаат
За жал, Не неолитски, палеолитски. Палеолитот и неолитот се многу длабоко. Пример, Барутница кога е копана кај Мзавего пред 50 години има тоа, кога биле словенци, наши американци да копат, има книги за тоа. Барутница е откопана, извадени артефакти све тоа и е тоа целото затрупано. Уште тогаш се пише во книгите. Сондите што правеа студентите и археолозите од универзитет Гоце Делчев, пак отворија сонди, но тоа е длабоко, Јанко. Тоа сега да не ме фалат гледачите збор за да не ја утнам работата, а тоа иде 20-30 метра надоле како ништо. Знаеш зашто го поставувам тоа прашање? Затоа што археолозите ми велат, ако сакаш да провериш некоја цивилизација колку е стара, вика, на тоа место, вика под длабочината на ископините. Например, секако дека наоѓаш старословенски артефакти во Русија и така натаму, но до метар длабочина е тоа. Овдека вика такви работи ги наоѓаш до 20 метри. А сега ти по на логика и математика излечи заклучок што е постаро, од каде е дојдено и како е дојдено. Да не е овакво. Ме интересира од неолитот што е наоѓано, бидејќи неолитот немал предмети куќи, од бронза, орудија, алатки. Тоа пред се било камен, глина. Глина, Да. Она што ни е на нас познато е сега. Како И што се сознанијата? Каков народ, како живеел, што правел? војна немало. Со милениуми немало војна. Тога живеел во мир, тоа е потврдено. Затоа што на тие слоеви нема остатоци, како пример во Санторини, Крит доле пред потоп. У тие 2-3 години нема скршени черепи, копје у глава, војна, значи немало војна. Покажува тоа дека управувањето и разбирањето на заедница, сега дали биле тоа племенски сојузи, родовски заедници, има разлика тоа. Дали можело во тоа време да се збори за први фортификацијски? Вела дека се е правено од глина и од дрво и од кал, според тоа што е најдено. Глина и дрво и конкретно старите куќи, ако ти текнува големата мајка, куќите се правени во форма на големата мајка со оџак. Бидејќи историјата, археологијата вели првата фортификацијски објект е Јерихон и кој датира не знам колку. Тоа е прв и се смета дека е првиот град, да речеме. Прв пат кога номадите застанале, се оградиле и овде остануваме, не мрдаме, бидејќи дотогаш било малку поинеку. И сега ме интересира, дали ова биле постојани места или биле номади или луѓе кои живееле на тој простор и тука се развивале, живееле, умирале или биле номади. Ме интересира каков печаток можам да добијам за овдека. Бидејќи ако било мир, предпоставам немале потреба многу да идат. Точно така. Но дали имало доволно шума? Огревот, дрвото било клучно за грејење, се уште не знаеле за јаглен тогаш, предпоставувам. Пасишта и така натаму, сето тоа ги принудувало луѓето во палеолитот да мигрираат. Како било овдека, по твој сознание? Самото тоа што Барутница во тие стари книги од пред 50 години, од првите истражувања, опишана дека е тоа што они го убицирале како локалитет, околу 8 км долга и 4 км широка. Тоа е целиот простор од Велес Штип што е пато, од после Велес до пред Штип, све што е Овче поле, све е тоа, значи Барутница е една цивилизација, на само неколку километра. Баш само тука покрај самиот пат? Баш од двете страни на патот, значи во зборник книга 2 имам преобјавено фототипот 24-та е направена пругата, дека у Белград биле однесени у музеј од Овче поле глава од мамут. Чуда, значи се наоѓани и праисториски животни. Ден денеска ако отидеш у Природонаучен музеј од Скопје, тие стари слонови, диви свињи, се тоа има од Неготино таму, ама од Овче поле нема. Но у старите весници, ево интернет дигитализирани, пронајдовме податок дека дури такви праисториски животни биле наоѓани овде. Тоа што е само Барутница толку голема кај нас, со Рукбир кај Горобица. Каде е Барутница? Барутница, Амзабегово е село кога идеш од Свети Николе на кај Овче поле железничката, таму мине патот Штип Велес, таму и се воде Барутница кај Амза култура, кај Амзабегово, таму се наоѓа на околу железничката станица Овче поле и патот што е Штип Велес и пругата, од двете страни таму се наоѓа огромен простор. Ден денеска таму кој ќе одеш ќе гледаш поле, ништо не гледаш таму, пошто тоа е затрупано, не е тоа. Затоа се оградив, не сум археолог, туку работам на менеджмент на културно наследство, затоа треба да се... за збор,
Само барам твоите сознанија и твоето мислење. Никој нема да ти суди и да сгрешиш. Тамо да еден може да ни суди, секако само. Не, сепак ако си археолог од институција и така натаму, тогаш инсистирам на детали што науката точно вели. Сепак ти идеш малку и пошироко од онака мултидисциплинарно, да. Мултидисциплинарно и има други сознанија кај што ја би те замолил слободно шпекулации. Кои се твоите шпекулации што еве не би сакал официјално негде да ги извадиш, но кој е твојот впечаток? Мојот впечаток е дека тие пеонци во антиката не се доселиле, пајонци или пеонци како ги викаат 7 век, таму 8 пред наша ера, дека прво доколку се доселиле, тоа биле некој народ што од тука си отишол негде па се вратил, а втората опција е дека тај народ бил од секојаш тука. Зошто го зборувам ова? Ако тргнам од сега назад, тие стари родови што се знаат, сите што си ги знаат, малку секој што си ги знаат семејните дрва 3-4 века назад, но има и такви, па и до пред турско време што се вика, сите си кажуваат дека се си од тука, никој не е доселен од негде. Може само да се префрлило од едно село од друго. Утепале га бего отишло од другата нахија за да не го судат. Народот си е тука цело време. И по сам однос менталитет, однос кон земјата и сето тоа покажува дека тука има до секој град во Македонија, до секое село има рит што се вика градиште. И сега не можеме ние да сметаме дека тај стар народ биле многу прости и они гледале рушевини од некој град таму и ga викале градиште. Не вере, таму стварно имало градови и градишта и како топоним тоа е задржано и ден денеска во нашиот јазик. До буквално секое село, градче во Македонија има рит што се вика градиште. Тоа ни покажува на остатокот таа стара цивилизација. Нема град во Македонија до кој што нема среден век, рано христијанство, антика па и неолит, колку секој. Тоа ни покажува дека денешните населби водат хронологија и постоело ли некаков ред во палеолитот, на пример, архитектонски, инженерски пристап за одредени работи, користење на тркало, не знам, или одредени алатки? Мојот впечаток е дека она што модерната наука се обидува да го представи е дека малку далеко од вистината, затоа што слободно им си зијам за право да предпоставам дека тие луѓе од илјадници години пред нас биле троа повеќе поразвиени и поинтелигентни од ние што сме сега, а денешната цивилизација благодарение на ограниченоста во која што живее, тоа го толкува на таков примитивен начин. Океј, кажи ми ги твоите размислувања за тој народ. Како живеел, што работел, дали имале чувари на огнот, бидејќи, ако не се лажам, во тоа време, во палеолитот, едно од најбитните работи било огнот. Да се не можеме да збориме ние за тоа, затоа што тоа, да, можеме да предпоставуваме. Тоа е илјадници и десетици илјади години назад. Она што се знае, според пронајденото локалитети и сето тоа, тие луѓе не биле као нас. Значи, како нас, мислам, као денешната човечка цивилизација. Затоа што, пример, убивале животни само по потреба, за да се прехранат. Не убивале вишок животни за да си прават жените бунди, пример. Тие луѓе не ја експлоатирале земјата за да направи вишок и да ќаре од комшијата. Туку тие користеле разумно. Односно, мојот впечаток е дека тие стари цивилизации на овие простори биле многу повеќе поголеми луѓе од нас и знаеле како да се однесуваат спрема кон природното богатство и убавина која што им била дадена. Па затоа толку години биле во мир. Зошто биле во мир? Ако била оваа плодна земја, зошто не била и богата земја? Зошто не била цел на номадски? Зошто не била цел на напади од други армии? Значи, тоа време од Дунав нагоре било све мраз. Кога нас имало цивилизација, нагоре било све замрзнато. Немало луѓе горе. Науката тоа го потврдува. Значи, почнале да се топат тие мразови нагоре и сето. И тоа номадско, еве, скитите, нели, као племе, се најни светот. Да кажеш дека по некој редослед природен потопењето, големото ледено доба, цивилизацијата овдека почне и се уште нема такви со илјадници години, да речеме, нема војски кои имаат потреба да идат на други места, да јадат живи луѓе. Точно така, ги имале потребните ресурси на местата кај што живее. Е сега, дали е тоа, неќам да влегувам во Ерих фон Даникен и Ancient Aliens и натаму? Не, Јерихон е археолошки Не, за Ерих фон Даникен неќам да влегувам натаму, да одам, да, уопште не. Даникен е цртан филм за
за полуприучени луѓе. Мислам, данекен да го користиш денеска е, данекен е интересен за филмови, за гледање, но зрел човек да го користи во некој разговор е вулгарно и тоа покажува неговата... Секој едуциран човек што ги прочитал светите книги, тоа покажува неговата неедуцираност. Так. Тоа не е интересен за читање, отиди на местата каде што он вика ова било во Јужна Америка, кога му отидова BBC дебагинг која му направија, он не ни отишол таму, Јужна Америка вика еве писта за слетување на елените. За Наскалајнс, да. Да, и има една линија со 4 овако како писта за авион кај да слета. Ма ме мрзи, дегутантно ми е да го вадам. И иде тој од BBC, застанува тамо и испаѓа 2 метра, тоа е една тракичка од 2-3 метра. Така. Вика изгледа елените биле оволицки. Знаеш, мислам смешки работи. Те молам да не го расипуваме муабетот. Дали може? Не, дали може? Може затоа што имаш своји размислувања. Какви биле нивните духовни назори? Ако живееш во мир, мора да имаш некаков духовен живот и тоа е покажано дека сегде. Или дури и најпримитивните племиња што се најзаостанети што ги наоѓаме, сите имале они некој концепт за реално, надреално, надприродно, духови, ово, она и така натаму. Што може да се каже еве за неолитот? Извини, малку повеќе те задржав на антропоморфните фигури, ако ги гледаме статуетките, пример, што се по книгите, пошто кај нас во музеј ништо нема од барутница. И мушти по Скопје, по книги, у Словенија. И у книгите, ако ги видиме тие антропоморфни фигури, забележуваме две работи. Едното е дека се представени ликови кои што на нас денеска можат да ни личат на вонземјани, односно ликови што се малку различен од човечки лик, со многу чудни очи, носови, доги и така натаму, но тоа може би да е начин на изразување на тоа што е правил тоа. Но она што е важно е, како што сите знаеме... Као да некој го гледа денеска Пикасо после милион баш години. Так. Баш так. Добро. Но она што е многу важно е култот кон големата мајка. Не за џабе Македонија е папокот на светот, Катана Мунди, не за џабе тука е матка. Матриархат сме биле. Точно така. И тоа е тоа што кон кое што ако денешната цивилизација собере храброст да се сврти и да го надмине дуалноста која што ни е поставена и која што не поларизира и дели постојано и прифати дека не е се плюси, туку има и минуси, дека двете работи едно без друго не можат, тој култ кон големата мајка, таа женска енергија, тоа е тоа кое што е, нели, десна хемисфера од мозокот. Тоа е тоа креативно, интуитивно, кое што донесува цивилизацијски напредок, стабилен живот и сето тоа. Ова целото друго тера на војување, на затоа и старата витешка љубов е многу далеку и, нели, она витешко однесување е многу далеку и воопшто неспоредливо од денешното алфа мачо у наводници кажано однесување. Што сакам да кажам, дека луѓето порано биле многу посвесни за значењето на мажот како единка во општеството, во семејството, во заедницата и како жената. Почитувањето кон женскиот род, како весел, како носител на нов живот на овој свет, веројатно според мене е тоа она нешто кое што ги задржало во тој огромен период на благосостојба, мир, разумно потребување на природните ресурси и буквално создавање на здрави потомства, затоа што гледаме дека тоа било огромно, само еден локалитет спомнам што бил, што ден археолозите кажале дека 8 на 4 километри. Кој знае колку има други, Бог знае само. И таа стара цивилизација, денешната наука се повеќе има мултидисциплинарен пристап, значи се гледа една работа од повеќе агли за да се дојде до сознание, но тој култ кон големата мајка е всушност старото знаење за Македонија и е она што старите пеонски племиња и она што во древна Македонија се користело како знаење од жените, чие што сила животворна им помагала на мажите за да ја владеат како што треба. За да заедницата, општеството, подоцна државата и така натаму. Да те парафразирам. Владеел матриархат, значи жената била главна, но во максимален еквилибриум и еднакво со мажот, затоа што тоа бил единствен начин да се преживе. Точно така. Ако доминирал едниот на другиот, тешко дека таа цивилизација би обстанала толку многу. Значи тоа го имале
како импринт. Да повториме. Велиш 40 до 50.000 години пред нашата ера. Тоа палеолитот и археолозите не знаат каде. Они викат до 200.000 години иде тоа. Ние карбон дейтинг што сме правеле, што имаме најстаро? Не знам, затоа што Отприлик. па не знам. Ево најискрено кај нас Била Зора што е толков локалитет нема јавно карбон дейтинг, камоли за овие. Нема. Да не се лажеме. Така. Бидејќи ако идеме од палеолитот, велиш почнуваш ти од потопот. До потопот можеме само да предпоставуваме диносауруси, чат пат. Змеови што сакамо да. После тоа имаме сосема друга приказна. Ако е после палеолитот, ако е после потопот, после Дедо Ное, тоа треба да се расшири по спуштањето на водата од Арарат. Така, сега кај бил Дедо Ное, бил ли на Црно море, кај бил, тоа не се знае. Арарат. Така. Арарат заглавува, таму излегуваат. Кај после идат, тоа е веќе друга приказна. Збориме за 50.000 години. Мене ми е тоа малку science fiction и многу далеко. И едноставно како Да, не можеме да Не осознаеме, можеме, можеме ние- само да шпекулираме. само шпекулација. Дури ние немаме ни повеќе факти и сознанија според кои што би можеле да создадеме пред. Ова би била чиста шпекулација, дури не и Ама убаво е претпоставка. да шпекулираме. Не Па да, таму шпекулираме си, за лошо. да, таму си, така е. Освен тие, неолит, ние имamo рана антика огромна. Значи, Сега одиме во продолжуваме. Палеолит. Навамо одиме. Не, палеолит, па неолит, Неолит. па Сега одиме во тоа, неолит. ги кажав неолитот, Рукбаир, Барутница, Алиндол, имаме неолит. Кога имаме неолит, ние треба да имаме освен камени орудија, ние треба да имаме метал. Па да не го утну таму, нели прво е камено, па железно време, прво немале, па почнале као според тоа да создават оружје, се тоа да се колат, да се тепат и така натака, но па имало катаклизми, имало и втор милениум пред наша ера катаклизма, некои метеори има паднато нешто, има паднато од небото 7-8 век пред наша ера според античките извори на овие Каде? простори. На овие простори на Балкан. Но денешната наука во Македонија, како сака нека звучи овоа, е многу далеку од она што светот оди напред. Ние доека да ги стигнеме со новите предпоставки и мултидисциплинарни приказни, тие веќе отидоа сите напред. Врати се малце. Ајо, пише ги твоите, да речам, проекции што ги осознаваш, што осознаваш, какви катастрофи кога се случиле. Гледам, многу штуро ги кажа. Објасни ги малце пошироко, биди храбар. Слушај, како да сме у кафана и ми Добро, ево. се договараме за емисија. Ево, за Биди слободен. најналака. Постојат неколку извори кои што покажуваат за периодот, викат дека пеонците, па ионите дошле тука тамо 7-8 век пред наша ера, од Азија дошле тука и добро. Ама има извори што покажуваат дека баш тогаш 8-7 век пред наша ера нешто паднало од небото на земјата. Што било тоа не знаеме ние. Комета ли била, метеор ли било? твоите Не, размислувања, тоа нешто твојот паднало од заклучок. небото и нормално е кај цивилизација Што кај ти се мислиш? Не што секоја знаеш. катаклизма носи промени. Секоја деструкција носи креација. Значи секогаш кога човечката цивилизација, човечкиот род бил поставен на рап на екзистенција, нели го спомнавме дел на сето тоа, човечката цивилизација пронаоѓала начин како да обстане, нели да се одржи да постои овде на овој свет. И тие катаклизми и сето тоа го само учат човекот како да му е билдаат стаминат, се му билдаат стаминат. Што по тебе се случило вака твојата визија? Па паднало нешто од небото, ако збореме за 8 век пред наша ера, ако паднало нешто од небото, направило кратери кој знае што направило, тоа може би топлински итаните на промени да предизвикало и според тоа народот тога и тргнал да се мрдне од едно место на друго, па можеме слободно да претпоставуваме дека таму кај што биле 1000 години пред тоа, па се оцелиле покрај некоја катаклизма, па таму удрила катаклизма, они знаеле нивните чукон дедовци кај биле, таму поминала радијацијата, да речеме у денешни термини, и си се вратиле на тоа место. Као пример, нели, доселување на словените, бла, бла, бла. Па, луѓе, тоа се половинта од тоа се потомци на војските оставени од Александар, што после векови си дошле тука. Геолошки, да кажеме, имаме кратери кои се десетици илјади години стари, но немало никаква ерозија, како, например, оној во Аризона,
кај што и ден денеска во самиот негов центар има стопено стакло, има дури куќи, луѓе живеат таму и така натаму. Но ништо не е поминало. Додека, например, од Тунгуската катастрофа, која е последна, која ја знаеме, па наваму, гледаме дека овие делови каде што е со умерена клима, самата ерозија многу брзо ги покрива сите трагови. Затоа можеме слободно да заклучиме дека ако имало, многу брзо тоа било прекриено со дождови, со наноси и така натаму и тешко да го најдеме епицентарот каде и се случил. Точно Но така. можеме, ако викаш логика, тие во центарот биле уништени, но тие од околината веќе бил невозможен животот и морале да мигрираат и мигрирале со култура и знаење на север, на југ или не знам каде. На југ им биле морињата малце поопасно било. Добро, до кај било морето, не заџабе водно се вика водно. Каналите на морето биле до над Овче поле, до тука биле. У старо време, значи до пред Турско можел си да се качаш на Пчиња кај Куманово на сплав и да те отера до Солун. Пчиња, Брегалница, Црна, сите биле пловни реки. Ај сега да те прашам. Еве, барем за Овче поле, ако не за Македонија. Кој е по тебе првото утврдено место, првиот град цивилизацијски направен, најстарот? Ако сакаш... Бабинград. Бабинград. Каде е тоа? Што е тоа? Бабинград е помеѓу селата Орел и Макреш. Има еден огромен шилец рит и се вика Бабинград. Повик до сите, нека отидат, нека истражат. Кај се наоѓат? Тоа е меѓу Орел и Макреш. Во Овче поле. Овче поле. У Овче поле, Бабинград, у близина на Кутлеш е Бабинград. Па, ево, може археолозите нека направат официјални истражувања таму, па нека се уклучат и историчари да видиме чија баба било тоа. Океј. На страна. Твоите размислувања. Зошто, што и како и впечатокот? Култот кон големата мајка, затоа се вика Бабинград. По некоја стара баба. Место каде што се негувала женската енергија и од каде што на владетелите им се давало потребната припрема пред да бидат пуштени во оној тест пред крунисувањето, затоа што пајоните, пеонците, имале ритуално со вода, со... Објасни го подетал. Пред потенцијалниот нов владетел да биде крунисан, прво треба да биде припреман нормално од старите и мудри жени и од советот на старци, од мудрите учители. Откако старите и мудри жени ќе го научат како да ја почитува животворната сила која што му е дадена и на него како носител на тоа, и на спротивниот пол како канал за отелотворување на тоа, тие млади воини биле обучувани потоа од советот на старци и биле припремани за искушението, тестот, во кој што треба да бидат пуштени во подземјето, да го поминат светот на предците, да го ги надминат стравовите, како во митриизмот со бикот, например, да ги поминат стравовите, за да можат да излезат од реката Понорница и да бидат ритуално крунисани. Водата значи миење, знаеме тоа, во сите стари цивилизации и во денешните религии го има тоа со водата. И посебено во Овче поле понорниците и подземните води се многу важни, затоа што подстојат подземни реки кои што буквално течат и ден денес, за кои што денес би рекол ние обичните луѓе не ни знаеме, но кој треба да знае, знае, затоа што тоа е испитано и е детално и е јасно тоа на институциите. Знаат дека под Овче поле има вода за да пие цел Балкан. Зошто е тоа значајно и битно? Што го спомнуваш? Пошто ми збореше за ритуалите, како се спрема Така, Бабинград, водата, се тоа. Па денес водата е повлечена длабоко под земја. Во една од емисиите заеднички спомнавме дека водата бега од лоши луѓе. Кога се уништил тој матриархат и се тоа, и кога све отишло без трага и почнала деструкција, тогаш и водата чувствува, има. Содом и Гомор? Да. До толку сме забегале? Па дури сега еве. За сега не прашав за тоа време. Да, Значи имале и такви Златното теле забегања. период. Златното теле период. Дури имаме Овче поле предание дека телето било макнато кај нас. Што имаш сознанија за Бабинград како најстар град? Каков град? Тоа е моја предпоставка. Тоа е моја предпоставка. У археолошка карта на Македонија 2006 не ме интересира официјалната, ме интересира. Таму живеале жени со посебен култ. Денес ќе го наречем овчеполски култ, по денес, пошто е Овче поле, со посебен култ на негување на женската енергија и таму биле учени тие стари жени кои што им помагале на владетелите да... Некакви мистични
Што, на пример? Што мислиш дека се правило? Дали тоа биле, не знам, алхемичарите се малку подоцна, дали тоа биле магови, врачеви? Еден обичен пример ќе дам, ова ќе го споредам со учењето на Питагора, значи у старо време прво ги испитувале кој од каков гений, од каков сое, потоа ги проверуваат кој каков потенцијал има во периодот пред да влезе у пубертет као дете, кога влегуваат во пубертет и мажи и жени. Се стават на тест период и на пробен период. Мора прво да молчат минимум 3 години, па потоа да почнат да учат, па да учат 7 години, па после тие 10 години да поминат. Во зборам као парафразирање на она што го знаеме као податок од прв милениум пред наша ера за древните школи и учење, што им предпоставува дека тоа воде корена порано. И Питагора ја питувал гората, не заџаве Питагора. И по долг период на учење и молчење, дури потоа смееле да поставуваат прашања само во определени периоди. Значи, тие места, како Бабинград, како други локации во Овче поле, каде што има древни стари локалитети, се всушност градови од древна цивилизација за која што слободно можем да кажем дека ние немаме поим и дека она што официјалната наука го тврдат според нивните сондажни и повречни истражувања е далеку од тоа реалното создание како живеела таа цивилизација. Дури јавно веќе кажам, предпоставуваме веќе дека и она што се предпоставува дека е била зора, односно бела зора кај селото Кнеже, па можеби и не е бела зора. До сега нема пронајдено ниту еден запис на лице место, ја се нема пронајдено главната порта на градот и т.н. Што тоа значи? Па тоа значи дека професорот Миколчич од 76-та направил убикација дека е тоа била зора. Од тогаш наваму археолозите што работат да наоѓаат од пеонија локалитети, најдоа палата владетелска и сето тоа. Но нема ниту еден запис и нема сега тие да отвориле 5 други градови антички околе, па да викат тие не се толку развиени, ова е голем. Другите не се отворени, стојат местата. Народот си ги знае места, археолозите ги знаат места, пише ги у карта местата. Па така слободно можеме да предпоставиме дека и она што се тврди дека е што го викаат Била зора или понашки Бела зора, дека е кај Кнеже, можеби кај Кнеже е некој сосем друг град, а не Зошто е Бела таа зора. битна во приказната? Затоа што е најголемиот град во Пеонија во антиката. И тоа е последното упориште на македонската царска династија пред Македонија да падне под Рим. И е тоа град кој што носи многу символично име, Бела зора, како што почевме со сонцето, со утрото, сето тоа го најавува. И е важно и битно затоа што ни носи увид во време за кое што ние се уште имаме многу оскудни информации. Зошто го велам ова? Хераклеја и Стови се најпознати кај нас. Хераклеја и Стови, ако идеш антика, многу малце Рим, рано христијанство. Па раната антика во Овче поле треба допрева да се истражува и доколку се отворат, доколку само на Била зора се тргне уште надолу, а и да се отворат неколку други локалитети, археолозите и историчарите ќе имаат полни раце работа и конечно повеќето ќе треба да седнат и да пишуваат научени трудови. Што мислиш, што ќе најдат по тебе? Многу сличности со она што го нарекуваат микенска цивилизација и тоа ќе покаже дека тоа што е тука, они викат дека е 7-8 век пред наша ера, ама дека личи на тоа од 1200-300 години пред наша ера, па ќе има тука гап простор од пола век, па нека се докажуваат што се случувало. Добро. Ако не ми кажеш каква е твојата визија, онда баре објасни ми ја микенската цивилизација за да добијам визија за каква цивилизација антика збориш. Луѓе со поголем раст од овој денес. Киклопски градби, камен на камен, мегалитни градби. Развиена технологија. Многу развиена технологија. Начин на обработка на камен прецизен, какви што ние денес не можеме ни со ласери ја направиме. Кај нас у Била зора, например, Бела зора, у Кнежи, на локалитетот Градиште кај село Кнежи, кај што се предпоставува дека археолошкиот локалитет Била зора, тоа само на камен да се види какви работи, денеска CNC машина едва го прави тоа. Тоа знаење, значи, ние можеме, они правиле антички бетон, чуда правиле. Ние ден денеска не можеме, иако мислиме дека сме најумни суштества на планетата и не знам као генерација, наводно сме многу напредни и сето тоа, сме многу далеку од спознавање на целата таа реалност, затоа што конкретно за Бела зора, па таму треба да уште една генерација да работи секоја година, за да се дојде до доле
до градот, затоа што ова за кое што се потрошени. Што мислиш, да, колку е ископано и колку може да се Сега ископа? ископано 10% од тоа што е. Значи, колку метри? Сега се спуштени колку од врвот на Рио да се спуштени 5 до 10 метра, 5 до 10 метра од врвот. Предпоставуваш дека 3-4 пати подлабоко има. Тоа што е сега може да се види е 10, според мене 10% од тоа што е под земја. Значи многу повеќе. Многу подлабоко. Многу подлабоко. Една од работите кои ги збориш, за кои ја имам правено и со официјалната наша наука, официјалните археолози, тоа е геоглифот. Место за кое официјално стои дека нашите археолози биле таму, го испитале, вика потполно ништо не најдовме и нашиот единствен заклучок е, Виктор Лилчич тоа го кажа кај мене, човекот кој ја пронајде... Да, беше директор на управа за заштита на културно наследство. И го најде античката кочија во Пелагонија и така натаму. Прилично е отворен, мене ми се допадна човекот, отворен е за ова, но вика, ја немам докази. Моите докази, кога бевме таму, века наоѓавме само ровови кои нам ни личат исклучиво на ровови од Првата светска војна, без никакви работи. Ништо не најдовме по тоа. Што со те вика, што со те што не постојат ни записи пред Првата светска војна, не постојат записи за ништо слично такво вика, за да можеме да се повикаме на некаква компаративна... Не читал дневникот на Тодор Александров, се извинувам. Компаративната, да се направи компаративна анализа. Сега, ти напротив збореше овдека, сакам повторно да се навратиме. Од почеток ќе почнем за геоглифот, може? Повели. Бев пето или шесто оделение, тоа беше 95-96. Во Свети Николе се појави фотографија сликана од веќе покоен човек од неговиот приватен авион, сликана од него, фотографирана од него, на која што се гледа еден круг и нешто што личи белипса и нешто што личи на стрелка внатре. Доколку тоа место требало да се истражи, прво управата за заштита на културно наследство ќе си ја сработеше работа пред да ги донесам сите тие светски научници. За волја на вистината, тие дојдоа таму да направат површни мерења и сето тоа пред нашето второ истражување. Она што го објавија беше врз основа на детекторот што го носат, што фаќа колку фаќа таму 1 метар и по под земја. Метален детектор. Метал детектор. Добро. Тоа терено како изгледа и сето тоа. Сега одма една паралела. У Бончи има гробница, нели, многу античка, у Бончи у Прилепско. Добро. Таа гробница вика дека дошле војниците у Првата светска војна, качиле се на неа, демек пропаднала од озгоре и така. Сега. Никој не вика дека тоа место не било користено у Прва светска војна. Било користено, возвишение. Но, кога ќе дојдат воени лица, генерали у пензија и кога ќе застанат таму на лице место, не може тоа да е стратешки ров, како што викат овие археолозите. Војниците не викат така. Сега, тука има разлика. Сега. Тоа што е на земјата, со тоа на небото, као гледална слика, во периодот од 20 до 23 јули, е астролошкиот премин денешен од Дракулав, тоа е египетска нова година, изливањето на Нил, Сириус, Dog Days, појавувањето на Сириус. Само да им кажам, намерно и за тебе, и за гледачите, одбив. Ја можев да ја направам многу телевизична оваа емисија. Значи, да ја илустрирам со спотови, се што ќе кажеш со фотографија. И тоа го правевме во претходните. Сега ја правам емисијата или да се сетат, или да прогуглат, или да создадат ментална слика. Бидејќи се научивме многу со телевизииве и со социјални мрежи, све да ние се издвакано, а ние сервирано, да. Го видиме. Значи, ти збориш многу детални работи, кои се прекрасни за дебата, да видаме 10 археолози и 10 луѓе како тебе, да се расправате, да ова, тоа би било феноменално, и 100 такви емисии и сето тоа. Но тој момент, ја од Паско Кузман го имам, моментот со неговите часовници. Он викаше вака пред 15 години, го немам тој интервју. Кога нуркав, кога ги барал, нели сите оние наоди во Охридско езеро. Чекај, се прашува човек колку било Охридско езеро плитко, кога ги наоѓал таму на 10-15 метри, знае. Так. Значи вика, визуализирам какви луѓе
какви биле улиците, што правеле и така натаму. Часовниците ми се да ме вратат назад. Значи, има луѓе кои умствено навлегуваат многу длабоко, што се вика созрцуваат, онака се временски се транспортираат, буквално толку се навлезени вика во археологијата со толку не зборам љубов, но со толку вознес да буквално се преселуваат во друго време, па вика часовниците ме враќаат. Затоа и луѓе мислам дека можат да добијат многу повеќе ако читат. Ја ќе им ги поделиме и твоите зборници овдека стојат, не сакам да стојат на крај, да ги поделиме на некои од гледачите. Значи се враќаме на тоа. Војниците велат да, плитко е, не може да биде Да, ова. може да биде ров, али не со толкаво значење како што овие археолозите го направија демекше. Оти од дневникот на Тодор Александров. Но што добро, зошто Тодор Александров би го земале како Како зашто Тодор е ученикот на овчеполскиот кнез Мише Развигоров. и што вели он? Тодор ја организирал војните единици кај нас. Тодор седе на богословец и гледа на кнежи и вика 24 или 28 турски логори на секоја ричка. Значи, тие ридови се користили од турците. Јас зашо викам, треба малку помулти. Ја не викам дека све знам. Не, знам, одлично, Ама треба не се мултидисциплинарен објаснувај. пристап. Не се објаснувај, продолжи го. Треба мултидисциплинарен пристап. Не, И не. сега едно нешто друго. Ако тој геоглиф прав јас го нареков геоглиф, еден од првите текстови кои што го објавив. Викат Шарков рид. Нека отидат кај луѓето од селото, оно може га пише на топографска мапа Шарков рид. Шарков рид е друѓо рид. Ево. Шарков рид е натака од боровите натака. Сега, дали Шарков рид е од Шарена земја или од Шараца на крал Марко бил таму, тоа е друго 20. Ако по тој геоглиф немаше ништо, зошто не одбија со барањето за георадар? Не една неколку години поред. Чекај, нели дојде една екипа Не, од тоа е Хрватска? мојата екипа, јас сум член во таа Па меѓународна научна организација. Нели сондира Не сондиравме, ние користевме неинвазивни, недеструктивни методи на истражување со кои што преку археоакустика, микрофони, хидрофони, ултрасаунд, инфраред и Тесла технологија слушаме вибрација доле и правиме слика. На тоа треба да се продолжи со георадар, за да се каже еве овие апарати тука сгрешиле со 2 метра. Зошто не дадоа тука со- георадар? Па, како што спомнавме и во минатите гостувања, една хронологија вака од почеток ќе дам. За тоа место ние у Свети Николе знаеме од 90-тите дека се гледа од авион. Символ некакав. Како Кога ќе отидеш на лице место, гледаш рид, рови, дупки таму, Една нешто. као стрелка. Стрелка, да. Добро. Помина време, во една емисија кај еден македонски новинар излезе еден професор и го пушти ја прв пат тоа на слика од Google Earth и кажа ова нешто има овче поле, личе на човек што се смее добро. Ја прв го пушти во емисија, али нема Така ли везе. беше? Не ми е битно. Добро, важно ми е Ништо тоа за не ми е. хронологијата. Важно ми е тоа Да. за хронологијата. Добро. И ќе Пошто ја сакам бев ако имаш да првиот извадим. новинар, не постојат тие снимки, тоа е пред околу 18 години, прв користев на Многу ми е телевизија. мило што ми го каже ова за да можеме користев, хронологијата да го вклучиме. Google Earth. Значи што се првата случи јако? година, ствари треба да видам кога е Google Earth. Луѓето пуштен. викат, дошол научник од Тогаш е. Хрватска, од Добро. Водона. Нека се информират малку повеќе. Значи и вака. Мене пак некој ми го посочи тоа да го отворам. Ја не добив Така некое бе, така. провидение. Значи има Добро? вака. Станува збор за меѓународна научна организација со седиште во Трст во Италија, со членови од повеќе земји кои што работат мултидисциплинарни истражувања. Додека на нас не ни беа одобрен георадарот, во 2015 година тогашната управа на општина Свети Николе заедно со некои бизнисмени и научници направија пробни истражувања за вода на геоглифот, па по нашите недеструктивни истражувања на кои што ние со нашите апарати не повлијаевме ни на црвците под земјата, тие донесоа едно од најголемите бушилици у Македонија и се обидува од згоре да проверат надоле што има. Направиле 2 дупки таму, стојат на геоглифот. Денеска никој нема извадено јавно документо според кој каква е таа дозвола за вода што се правило тоа таму. Кој го горе. направил тоа? Треба да каже општина Свети Николе. Добро. Кој не дозволи радарско снимање на тоа место? Барањето беше уредно испратено како и претходното до тогашните представници од
Општина Свети Николе, Министерството за култура и Управа за заштита на културно наследство. Зошто не дозволуваат? Што беше образложението? Ако ви кажам дека ми велеа, ми звонеа на телефон додека беше екипата тука пред додат на телевизија и ме замолуваа да им кажам на моите колеги научници ако може да не збореле многу за Александар Македонски и тана и тана. Добро, тоа е разбирливо. Зошто радарот би бил проблем? Па ако нема ништо, ќе дое радар и ќе покаже нема ништо и ние ќе испаднемо, ќе се изблонирам, така ли? Океј. Ај сега да идеме у шпекулации. Што по тебе има таму? По мене или по истражувањата? Не. По мене има змеј, а по истражувањата по мене има змеј што го чува овче поле. Кој што сака нека си мисли. По истражувањата одоздоле 28 метра под платото на геоглифот има правилни интелигентни структури, шуплини, комори кои што може би да се градба поради нивната форма и се тоа наликуваат на античка гробница. Објасни го змејот. Вака. Местото се вика, регионот од таму нека Свети Николе, се вика Кандар. Знаеме дека Александар го викале Искандар, Сикандар на запад, знаеме за енергијата Кундалини. Ја ништо не знам за ова. Добро, оние што знаат, другите нека и прочитаат моите книги за да научат повеќе. Ја ќе продолжам натаму. Во македонската митологија, змејот и ламјата се две спротивно поставени ентитети. Змејот е чувар на берикетот, на плодноста, на здравјето, а ламјата доаѓа од туѓ синор и го нарушува. Ламјата символизира град ќе падне, ќе го униште поврето, поплава, суша, глад, умират деца, тоа символизира ламја. Змејот символизира берикет. Зошто велам змеј? Односот на македонската наука, македонските вршителите на јавните функции во Македонија, медиумите во Македонија и оние политиканти и квазиполитичари во Македонија спрема геоглифот, ми ја покажа мене целата колективна свест вака натацна. Па наместо да се запрашаат како тоа, јас немав ни 30 години тогаш, како тоа млад човек успел да собере толку врбни умови од цел свет и да дојдат у неговиот роден крај. Не ми одговори на прашањето. Ќе ти одговорам, сега го терам на така прашањето. Кога ќе се обидат сами да си го дознаат одговорот на тоа, можеби ќе научат повеќе за змејот. Зошто? Затоа што змејот е, како што кажав, не само чувар на берикетот и на плодноста, туку и на знаењето. Сега има еден апокрив. Сега ќе има апокрив видение на пророк Исаија за последните дни од среден век, во кој што апокрифен текст, Евангелие, кој што не е признато, во кој што се пишува за последните времења и бесрамниот змеј кој што ќе заседнал на дравениот сплав и ќе излезел на реката таен рај во овче поле и ќе ги соберел сите светски велможи на својот сплав и ќе им рекол јелате сега да ја видите славата моја, а ќе ги поведел своите другари како младоженецот кога ги води другарите на свадба, елате да ја видите премудроста Соломонова. Што е змејот? Змејот е древното знаење, бит, мит на македонците и го символизира тоа, па затоа секој обид за дури да нема ништо под геоглифот, што не може да нема. Секој обид за дискредитирање на научниот тип, на луѓето кои што го промовираат тоа, на луѓето кои што го организирале сето тоа, представува само одраз на ламјата, односно на деструктивната енергија. Дали доле има записи или има жив ентитет по тебе? Мерењата покажаа дека тоа одоздоле пулсира посилно од сите локалитети на кои што мојот научен тим мерил до сега. У одредени периоди од годината таа акумулирана енергија тоа место ја емитира и ја зрачи. Таму луѓе можат додат не само на тоа место, туку и на други локации во овче поле, за да едноставно ќе кажам за да се почувствуваат подобро. Дали е тоа подземен наш Стоунхендж кај што има некаква концентрација на енергија како што у пирамида или се работи за жив ентитет кој екзистира на некое ниво доле одоздола? Или имаме конкретно нешто, некоја технологија која е далеку од нас, сокриена од нас, а која не можеме се уште да стигнеме. Значи, кога рече змеј, ја буквално имав слика и прилика како змејот од Хобити
вториот дел, нели? Змеот што го чува златото. Само што во македонскиот така е малку натаму. така. Друг вид на змеј. Но, значи, како жив ентитет, овдека сега се обидувам да ја добивам твојата слика и уште не ми е јасна. Значи, доле имаме катакомби, имаме структури, Интелигентна структура со шуплини со правилни геометриски форми, кои треба да представуваат простории, Така. во кои не знаеме дали има или нема нешто. Да. За кои што треба да ни дозволат да донесеме георадар за да го потврдиме тоа. Тука Значи, има георадар, немало кој да ги работи. Сметаш дека тука има пишани текстови или Па дека јас се имаме... надевам дека кога се ме прашувале леле доле злато, дијаманти, чуда, богатства, не бе луѓе викаме на книга нека има доле и доволно ни. Еден збор да има и доволно ни. Не мислев нешто како Пандорина кутија. Некој ентитет на Па енергија затоа го реков и го спомнав која змејот. отвориме. Така, точно така. Ако на ќе тоа ни- место му се тргна со деструкција, тргнаа да го бушат. Сите луѓе кои што беа присутни на тоа бушење, нека тие што се уште живи, нека се живи и здрави им посакувам, им се потврди дека кон такви места не може да се иде со такви намери. Прво, на тие места не може Тоа да се оди значи, со деструкција. па на крајот на краиштата, може би и од други сосема причини, тие што забраниле инвазивно мерење и направиле услуга у суштина. Времето ќе покаже. Значи, по тебе, тоа е место на древни знаења На древната пеонска кралска лоза. кралска лоса. Интересно, интересно. Отидо дека Александра бил до Индија, овие тука смеале да си коват своји пари и сето тоа. Не за џабе ги викаат археолозите и историчари, независните Како пајанци. по тебе, тогаш, бидејќи спомна, не ни дозволија, предпоставив дека сакаш да се направи геосондирање, но од друга страна, велиш дека е тоа инвазивно и може да предизвика. Не, а тоа геосондирањето е неинвазивно, георадар ќе си помине. Тоа што го правеа бушењето, тоа е инвазивно. Тоа е инвазивно. Избушија таму, значи тоа е деструкција. Добро. Ти си убеден дека доле има структура. Велиш дека Тоа го не треба- објавивме во 3 научни трудови во меѓународната научна литература. Значи, велиш, кон друго ми иде. Значи, утврдуваме ова дека доле длабоко, колку метри предпоставка е твоја? 30 метра од површината. 30 метра. Како тогаш ќе се пристапи кон тоа? Од страна. Не одгоре. Можеш да предпоставиш од која страна е влезот? Пуштаме барање сега до Управа за заштита на културно наследство, дај Боже да ни го одобрат. И ќе одонесеме георадарот. Научниот тим е спремен. Но они се плашат повеќе да Нека не се најдеме живи здрави. нешто античко, па да не ги налутиме грците. А ти идеш многу подлабоко од нивната Другари. Па у Скопје на цело тоа фамозно Скопје 2014 на ниеден знак нема 16 краци за да не се налютат грците. Што ќе се лажемо? Ќе правиле символика за не знам што. Незавршен символ, растурена работа. Што ќе биде со геоглифот? Кажи ми ги плановите и да направиме кратка пауза. Многу луѓе ме прашуваат еве сега во овие денови од 20 и од 23 јули, ако се отиде таму на изгрејсунце са вали, погледнете во небото горе, ќе ја видите Касиопеја како огледална слика на геоглифот. Баш сега во овој период од годината. Повтори? Доколку сега отидеме на геоглифот, после емисија заедно таму и застанеме са бајле пред да изгрее сонцето, тој последен witch hour темниот саат, нели? Касиопеја на небото ќе се стои како огледална слика на геоглифот. Што по тебе тоа значи? Така било и пред 1300 години кога се родил цар Александар Македонски. Но за 10.000 нема да биде, бидејќи констелациите на Да, и па звездите ќе се сврти изменат. уште еднаш за да се наместат така. Но, тоа ќе биде милиони години. Проучувам малку Добро. астрономија повеќе. Добро. Не е битно. Што тоа значи по тебе? Тоа значи дека секој што сака да Значи, кој сака нека верува, таму има ли гроб, нема ли тој гроб. геоглиф што е компатабилен со Сабав се убило формата како горе, на така доле. звездите? Како на небото, така и на земјата. Древните цивилизации се труделе да го отсликаат големата божествена креација на земјата. Конкретно за тоа место, дали е место за контакт со вонземска цивилизација, дали е место за Хилинг. фокусирање на енергија или нешто? За погледнување кон внатре кон себе. Дали за да ги почувствуваш тие благодатни енергии треба да си таму на геоглифот или треба да си доле
во геоглифот. Луѓе кои што веќе се поврзани енергетски со тоа место, веќе и не треба да се таму, да го визуализираат символот и учествуваат тоа. Ти благодарам за првиот дел, ке продолжиме со вториот дел, одиме со христијанството и доаѓањето на христијанството, Овче поле, Свети Николе и така натаму. Благодарам. Повели Реши. Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски.